По 4 дена гужва и хаос, денес пред вакциналниот пункт во Штип конечно воспоставен ред. Вообичајната турканица ја нема, а влезот во дворот на спортскиот центар Јордан Мијалков го контролираат припадници на полицијата и армијата. Веќе неколку дена јавна тајна во градот е дека до вакцина најлесно може да се дојде, но само со партиска книшка. Од Сдруженијето на родители на деца со посебни потреби Сплотени срца реагираат. Бараат да се направат приоритетни листи, со кои ќе се обезбеди правилна имунизација на населението. Совеста е многу битна работа кај луѓето. Сега, ако тие решиле тоа да го прават, се знае во оваа земја се што решат да направат, ќе направат. Обичниот граѓанин не се ни прашува, особено па граѓанин со огромен проблем. Ти си само за срикање. 75-годишниот Тодор Димитров од Виница денес конечно се вакцинираше. Иако меѓу првите се пријавил на сајтот Вакцинација МК, досега никој не го повикал, па затоа дошол само иницијативно. Јас се бев пријавил меѓу првите, не добив покана, сега дојдов и без проблем ме вакцинираа. За приоритетно вакцинирање не се зема во предвид партиската книшка или врски, објаснуваат од Штипскиот здравен дом, од каде што бараат вакциналниот пункт да не биде мета за политички препукувања. За тоа дека се вакцинираат лица преку ред, ние си одиме по списоците што се дадени. Луѓето ги збунува надвор тоа што доаѓаат млади лица, меѓутоа тие припаѓаат на критичната инфраструктура. Дека до вакцина лесно може да се дојде, но со партиска книшка, вчера реагираа и штипските опозиционери, кои додека држеа пресконференција лично им упадна градоначалникот на Штип, тврдејќи пред камерите дека досега никој не протнал преку ред. До денес во вакциналниот пункт во Штип се вакцинирани над 5000 граѓани од југоисточниот регион. Се прават напори како приоритетни за имунизација да се стават и текстилните работнички.